Традицијата на пишување и праќање новогодишни честитки полека но сигурно исчезнува. Граѓаните сметаат дека напредната технологија, компјутерите, телефоните, интернетот го поттикнале овој начин на честитање нова година да се избегнува. Според нив полесно е на пријателите електронски да им посакат убави желби за наредната година, отколку да напишат збор 2 на парче хартија, која не мора да ја пратат по пошта, туку можат едноставно да ја остават до поштенското сандаче или пак на прагот од влезната врата. Традиција со честитки веќе мислам дека не постои. Честитката, новогодишна честитка, самата стика укажува на нешто свечено, би требало да постои. Кога сум јас бил дете, честитката беше значеше многу. Радост. Самото добивање, самата стика, напишниот текст беше радост. Додека сега веќе тоа го нема, а би требало да го има. Не, за сега сите сме со компјутера, со тие работиме. Па стварно беше убаво, чекаш во исчекување си, гледаш нон-стоп сандучта дали има добиена честитка, кој се сетил на вас. Сега сме се у комуникација со компјутер тој. Денеска не. Не праќаме такви работи. А во минатото дали сте праќале? Праќаме. Да, праќаме. На внучина, на сестра, на се, на близки. Са нема. Праќаме. Се, това нещо така се честитаме преку телефона и така. По-рано се праќаше, ама сега не. Сега телефонски, децата маленките сега се научени се со телефона, нема честитки, нема писмина, компјутерски. А дали еве например е една од причините за тоа што се некако занемарија новогодишните честитки тоа што се скапи? Не е точно. Со напредокот на технологијата, комуникацијата меѓу луѓето доби поинакви димензии. Се сведува на SMS пораки, електронска пошта и Facebook. Добрите стари новогодишни честитки, напишани рачно и испратени по пошта, делуваат патетично и за нив денеска во услови кога постои електронска пошта и SMS пораки се зборува со подсмев. Но може ли воопшто нешто што за себе го врзува епитетот електронско да биде романтично, искрено и направено со душа? Модерните новогодишни електронски честитки ја намалуваат креативноста и се почесто се користат така наречени готови пораки. Повозрасните најдобро знаат кои емоции се будеа кај децата кога ќе стасаше новогодишна честитка, кои солзи можеа да ги разбуди кај повозрасните и радост која само со неизвестноста на напишаното во честитката може да го разбуди. До нова година остануваат само неколку дена. Уште толку време ни останува на сите нас да ја напишеме својата новогодишна честитка и некому да ја испратиме.